Една од најголемите трагедии во Европа во последните години, сообраќајната несреќа на македонскиот туристички автобус во Бугарија, кој однесе 46 животи, како и автобуската несреќа кај Ласкарци, во која пред 3 години загинаа 16 лица, говори дека сите институции надлежни за безбедноста во сообраќајот биле потполно нефункционални. Децидни се експертите. Доволен податок дека со години затајувал контролниот механизам се шокантните информации кои го полнат полицискиот билтен. Од почетокот на ноември минатата година, заклучно со овој месец, при контроли на возила што вршат јавен превоз на патници во Охрид, Струга, Кичево и Дебар, од сообраќај се исклучени 11 автобуси, бидејќи возеле со неисправни сопирачки. Кај други 10 автобуси констатирани се технички недостатоци, а превозник од Кичево управувал патничко возило нелегално, без поседување соодветна лиценца за вршење јавен превоз на патници. Трагедиите и ова што сега се прави е одговор на нашата немоќ, на нашата неорганизираност и неплански пристап, велат експертите. Кој во светот нас ке не оправда ако ние кажеме дека регистрацијата на едно возило кое што превезува луѓе, патници во светот, ја нема во регистарот, замислите. Или едно возило кое нема дозвола за вршење на таква дејност на одвивање на превоз на патници во меѓународен сообраќај. На вистина е недозволено. И ако говориме онај дел што го рековте за одговорност мора да има. После двете големи несреќи, контролите на патиштата зачестија, но наместо автобусите катаден да се упатуваат на технички преглед пред да тргнат на пат, превозниците се сопираат додека се обраќаат, а патниците со часови чекат да заврши акциската контрола. Кај е нашиот проблем кај нас? Сите овие години одиме од крајност во крајност. Значи тоа не смее повеќе да ни се случува. Јас ако патувам за Скопје и одам договорено на лекар во 9, во 10 сатот, па не смее мене да ми се случи сега да не можам јас да стигнам. Заради тоа што треба да се врши 2 сати технички преглед и така натаму. Ние веќе 30 години живееме во еден систем и треба да градиме легалитет, дисциплина. Треба институциите вистински да си ја извршуваат својата функција со сите контролни и превентивни механизми, завршува нашиот соговорник.